Поранешниот заменик министер во МВР Ѓоко Поповски нема да оди за решетки за незаконската набавка на 300 возила во МВР. Апелација му ја укина 9-годишната затворска казна во случајот 300. Поповски повторно ќе треба да седне на обвинителна клупа и пред судот да се брани за кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување. За одлуката, неговите адвокати дознале откако апелација на Поповски му одредила и мерка притвор. Прво нешто што знае одбраната е дека пресудата на Основниот суд Скопје 1 Скопје по однос на Ѓоко Поповски во предметот 300, познат во јавноста, е укината, меѓутоа се уште не сме ја добиле писмено изработената пресуда од апелациониот суд и не можеме да коментираме за тоа што беше прифатено како жалбен навод од страна на одбраната што беше даден. Тој побара издржување на неправосилните пресуди, меѓутоа по одржување на јавната седница во апелација по однос на поднесените жалби од страна на одбраната, добивме решение од апелациониот суд со кој што му се приложи мерката притвор по овој предмет и сега се наоѓа во затворот Скопје. Поповски повеќе нема обврска да ја плати сумата од 28 милиони денари, казна која му беше изречена во првостепената пресуда. Кривичен во мај го осуди Поповски за набавка на 300 возила во МВР, бидејќи во периодот од 2008 до 2012 година го прекршил Законот за јавни набавки. Паралелно, тој веќе ја издржува 4,5 годишната затворска казна за тенк за набавка на луксузниот Мерцедес.